Почитувани мој, време е за црвена линија. Сега имаме апсолутна жешка тема во оваа среда. Очекувам да ви има во уште поголем број, а тоа значи дека доволно е само да го завртите телефонскиот број 023076677 и да продискутираме на следново. Владата одобри 18 милиони евра за парно грејење за жителите на Скопје. Ама не кажа дали и од каде ќе набави газ и по која цена. Дали скопјани и покрај мерките ќе останат без грејење зимава? Дали владата има намера да им помогне и на останатите граѓани или ќе биде за едните мајка, а за останатите маќа? Секако ќе ве потсетам веднаш да не заследите ако не сте го направиле тоа и на Инстаграм, црвена линија, бидејќи на Инстаграм стори, односно на Инстаграм приказната, објавена е нашата денешна анкета, а гласи вака: дали се чувствувате дискриминирани што немате парно грејење? Одговарате со да и не, а стандардно ние резултатите од оваа анкета ќе ги објавиме таму некаде по рекламите. Секако црвена линија е секој кој што ќе се вклучи во оваа денешна дискусија околу грејната сезона, која што е пред самиот старт оваа зима. Ве прашуваме на што ќе се греете и како владата може вам да ви помогне. Тоа е она што ве прашуваме. Вие сега може само да се загреете со тоа што ќе се подготвите да го завртите телефонскиот број 023076677, а колку за потсетување ви што не смеете да пропуштите денес на програмата на Телма телевизија. Грејната сезона почнува, а газ нема. Може ли владата да набави газ и по која цена? За чии потреби ќе работи ТЕЦ Неготино сезонава? Мазутот грее, но и загадува. Како ќе го заштитите здравјето на граѓаните? Дали ќе се обезбеди струја и по која цена? Во топ тема интервју со министерот за економија Крешник Бектиш. Гледате топ тема со Снежана Лупевска-Созен во 19 часот и 15 минути. А сега, може би најдобро продолжение е да одиме со гледач, верувам дека го имаме. А доколку не, тогаш еве ќе ве загрееме со најновата вест поврзана токму со прилогот на нашата колешка Ирина Чачкова. На 2 недели пред стартот на новата грејна сезона, државата без конкретен одговор од каде и по која цена ќе се обезбеди газ. За да има непречена испорака на топлинска енергија, потребни се 230 милиони метри кубни. Сите надежи на владата се свртени кон Србија. Планот е оттаму да се испорачува газ, а Србија од Македонија да добива струја, и тоа од Тето. Преговорите со Белград се уште траат. Нема информација ниту по која цена би го купиле гасот, ниту колку ќе бидат вкупните количини. Се уште не е дефинирана цената, меѓутоа ако се поведеме од податокот дека индустријата ја објавија дека прифатлива цена за нив е 200 евра, значи имајќи во предмет формулата и трошоците за производство на Тето Скопје, на тој начин ќе биде дефинирана и цената за природниот газ. Како ќе се испорачува тој газ од Србија? Преку постојната врска со Бугарија. Планот е дел од количините на газ да бидат за топланите, а дел за Тето, но договорот со оваа централа, која е клучна за Скопјане да имаат парно грејење, се уште виси, а нема ниту договор меѓу СМ и Адора за топланите Исток и Запад. Властите се надеваат дека наскоро ќе има решение. Во спротивно не се исклучува опцијата за национализација на објектите. Се водат разговори за функционирањето на Тето во грајната сезона. Впрочем, и тоа е единствениот начин како да граѓаните на Скопје имаат топлина во текот на зимата. И јас сум сигурен дека ќе биде обезбедено решение пред започнување на грејната сезона. И покрај сите проблеми од владата уверуваат, грејната сезона ќе почне на време и парно ќе има. Ако нема газ, топланите ќе работат на мазут. А ние работиме на телефонскиот број 023076677 и веднаш ќе вклучиме гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Првото прашање до вас е на што ќе се греете оваа зима и дали владата може да ви помогне? Ќе се греем на парно, затоа што живеам во зграда, не живеам во куќа за да можам да употребувам дрва или палети. И еве дали се... Ја затоа ви кажувам дека нека пропагандите нека не шират толка и пропаганди дека нема да има топлина, не е вистина. Прво јасно на владата која прогласува кризна создана во член 33
има право да изврши национализација на сите приватни и акционерски друштва. Со тоа што ако Ванчо Чиблиганец ја уценува влада да му купат 30 топлани, од кои тие топлани, искам да ви кажам, ако не знаете вие, али татко и вас знае, тие топлани се градени од собствениците на парно затоплување. Тоа е од Како коментирате тоа што нема газ никаде? Гасот се договара сега преку Србија да дојде, затоа што таа линија ќе дојде преку Бугарија. Ние имаме линија за газ од Србија кој дојде преку Бугарија. Затоа јас се надевам дека овие сите наши договори што се вршат со Бугарија, со Грција, со Турција и со Србија ќе родат плод и Скопјани ќе има целосно затоплување како граѓаните, така и институциите. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Останете да не гледате, бидејќи сега следува вклучување на нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, Црвена линија. Ало, ја ве слушам одлично, не знам дали јас сум на линија. Драго ми е, јас ве слушам одлично. Прво прашање до вас, на што ќе се греете и како може вам владата да ви помогне оваа грејна сезона? Ништо не може да ни помогне владата. Ние моментално ќе се грееме изгледа комбинирано, пошто имам и клима и дрва, така да, ама не знаеме како ќе бидат сметките со ова покачување, со ова струјава, ќе биде стварно тешка ситуација. Само едно знам дека годинава ќе биде најзагаден воздухот по мое. Зашто луѓето ќе гледаат секој да си го затопли домот, а не да ги интересира дали било како ќе биде воздухот или било како. А ова за парното, ја мислам дека ќе има парно, ама радиаторите колку ќе бидат топли, тоа никој не го знае. Дали еве може да ни одговорите на анкетното прашање, дали може би вие се чувствувате дискриминирано што немате парно грејење или пак субвенции во однос на опциите за грејење? Добро, благодарам многу. Не заборавајте, 90 секунди е време трењето на секој кој што ќе се јави и се разбира. Денес дискутираме на тема престојна грејна сезона. Владата одобри 18 милиони евра за парно грејење на жителите на Скопје, ама не кажа дали од каде ќе набави газ и по која цена. Она што ве прашуваме е секако на што ќе се греете вие оваа грејна сезона, дали може би се сметате дискриминирани доколку не сте скопјани и за вас нема субвенции, дали имате поинаква алтернатива и дали воопшто сте оптимисти за тоа како ќе поминеме во новата грејна сезона. На 023076677 вклучуваме нов гледач. Предпоставам, добар ден. Здраво, здраво. Здраво, секој добро до вас. Значи, како прво... На што ќе се греете вие и како може владата да ви помогне? Јас сум во комбинација стално плин, струја. Така? Па, значи, вака имам термопечка, која ја акумулирам ноќе, а кога ќе се поекстремно ладни денови, пуштам и плинска боца. Се чувствувате ли дискриминирано со оглед на тоа што немате парно грејење или пак субвенции за она што користите како ресурси за грејење? Види вака, значи, јас сум у куќа, не сум у зграда, не сум ова. Парно, плинско таки работи само обеќање и любам радување, така да не очекуваме што корист од оваа држава. Ако не се снајде сам, никој нема да ти помогне. А за овие зградиве, па нели реков дека државата ќе субвенционира плин. Сега плинот нека го барат дека кај Готланд, кај Иланд, кај беше таму Данска. Ако ти текне што истекува плинот, екологијата што ја штити тој исти плин, што го минира британците и американците за да не може да соработуваат руците и германците. Тоа е Америка и Британија си пропагира екологија, а онда ќе избушила северниот ток за да се загади цела тука околија. 90 секунди е времето, внимавајте. Ајде одиме сега, верувам имаме и нов гледач. Се разбира, зимата полека е пред прагот, грејната сезона стартува од 15 октомври, а се уште немаме газ и оно што е најважно, немаме ни информација од каде и по која цена ќе биде набавен
Но властите се оптимисти и она што ветуваат е дека граѓаните на Македонија треба да бидат безгрижни бидејќи ќе има грејење. Да слушаме што ќе ни каже новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, тоа ми е драго, па и на самиот почеток, како и сите и вас ве прашувам на што ќе се греете и дали може и како, на кој начин да ви помогне владата при тоа. Се јавувам од надворешноста од Скопје. Така? Исклучиво Кичево, од Кичево се јавувам, девојче. Голем поздрав до кичевчани, кои што ја Живо следат. и здраво да си. Се грееме, цел град се грееме на дрва. Сега проблемот друг е. Владата оде вака, кај нас во Кичево конкретно, не дозволува и на дрва да се грееме, на некој начин, затоа што не се води контрола над Кичево, го снабдува, цела Западна Македонија со дрва ја снабдува. И кичевчани дојдоа сега во ситуација да молат за собственото. Со тоа што шумите се Кичево пустош направени, никој за тоа не води сметка. Дозволено им е на некој си таму што го водат тој бизнис, си направија бизнис со таа работа. И тука владата гледам дека не воопшто, еве, јас редовно приметувам, тоа е страшна работа, сам колку камиони дрва се одлеваат од Кичево. Сега Кичево дојдоа луѓето дека мора да куворат од годинава за година за дрвата. А ова што се случува, дали владата за едни мајка, а за други мачеја, тоа сигурно е. Скопје да е живо и здраво, другиот дел од Македонија, нека умира луѓе, баш им е гаѓа што. Благодарам, големо благодарам пред се што се вклучивте во црвена линија, секако продолжете да не гледате и доколку времето истече 90 секунди се отвори можност, а се чувствувате недокажани, слободно барете неповторно и продолжете во наредни 90 секунди. Одиме со нов гледач, добар ден. Добар ден. Секој добро и вам? Да. Па еве да слушаме на што ќе се греете оваа зима и дали може некако владата вам да ви помогне со субвенции. На струја ќе се греам. Добро. На струја се греам, секоја зима на струја се греам. И ја поставам зимата, знам, до декември, до јануар, февруари треба грејање. Например, вака. Една греалица под 2.500 денари, има од Битола сум, ќе ја купам и на неја се греам. Греалица со 3 греачи или со 2 греачи. И на неја, ако треба, ако струја нема, ако нешто што не вервам, на паленци на дрва, нешто плин. Дали обезбедивте пелети и дрва? Да? Дали обезбедивте пелети и дрва како алтернатива? Немам купено дрва, ама намеравам да купам греалица, ето. А еве владата како може според вас, вам лично да ви помогне? Што би било најдобро да субвенционира во вашиот случај? Владата може да помогне ако најди јаглен, нешто така, да најдат мазут, плин, газ. Ако може со тоа да не снабди, а ние самите ќе си купиме останатото паленти, то газ, можам на плин сам да си купам. Ако ми обезбедат, ако има во продавниците, ги купам. Ако нема, не можам да купам. А дали ве се чувствувате дискриминирани што немате парно грејење? Не. Не. Не се чувствувам. Не се чувствувам дискриминиран. Не се чувствувам така. Благодарам многу, еве ни дадовте одговор, се разбира и на нашето денешно анкетно прашање. Веднаш преминуваме на нов гледач. Добар ден. Верувам дека се слушаме. Јас ќе речам уште еднаш добар ден и се надевам нема да има потреба да напоменеме дека тонот на ТВ приемникот задолжително треба да биде намален на 0, значи стишете го телевизорот целосно, изборувајте само преку слушалка за подобро да се слушнеме. Ајде, мој трет обид за добар ден до новиот гледач. Добар ден. Јас ве слушам одлично, се надевам и вие мене. Сега вака. Повелете. Од Кавадарци се јавувам. Поздрав до Кавадарци. Владата одобрила 18 милиони евра таму што знам. Така, толку. Да, и вие орфате го минутажот на зголеми тој уредникот, тоа не е
Но не се трошите во моментот својата минутаж. 60 секунди, 1 сат, секој нема што да дава на програмата. На што ќе се греете оваа зима, ве молам, на што ќе се греете оваа зима? На дрва. Владата дали знае оваа влада го уничи земјоделието, у каварници гројство не остана необрано. И тие се тројана себе да го уасат, го уничи во заштото, е така господјо. И да го Ајде да се вратиме на темата, ве молам, еве кажете ми, се исклучи гледачот. Како и да е, задолжително ве молам, ќе повторам денешната тема гласи вака и да се држиме до темата. Владата одобри 18 милиони евра за парното грејење на жителите на Скопје, ама не кажа дали и од каде ќе набави газ и по која цена. Дали Скопјани и покрај мерките е голема можноста да останат без грејење оваа зима и дали владата има намера да им помогне и на останатите граѓани кои што не се од Скопје. И прашуваме дали може би за некого маке, за некого мајка и секако сега новиот гледач ќе ни открие и како ќе се грее оваа зима и дали може владата на било каков начин да му помогне. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам? Како ви се напишани, секоја ви чест, дали да ги наречам прашање или не е битно, мислам е убаво напишани. Значи, точно дека владата е за некоја мајка или макеја. Јас стално кажувам дека луѓето што се греат на дрва се дискриминирани. Парно ќе има, затоа што сите функционери се на парно, се работи за нив, не за другите, они гледаат прво за себе. Така да они било на кој начин и каков, колку, како ќе си обезбедат, тоа сигурно. Меѓутоа, другиве луѓе, најповеќе овие со дрва. Не знам за струја се дадат субвенции, па ова е невидена срамота. Значи, како да кажам, не сакам да навредам, меѓутоа, она најзагрозените луѓе никој не им помага. Па нека земе владата бар по 2 метра на секого, нека однесе кој има куќа и очак, да речем. Еве, јас сум во индивидуална куќа, јас можам и на струја, можам и на и на дрва и било кое друго гориво. Овако, ако дојде во случај, значи можам. Затоа на тие што се индивидуално треба владата подхитно да им помогне. Затоа што ќе го растеретат, ќе растеретат и топлификација, да речам, пошто има доста куќи исто на топлификација, еве околу мене поврзани. Така да и на струја. Значи, ова е подхитно требе дискриминација и точно што рекоа гледачите. Само во Скопје, овие другите по другите градови никакви су. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија и веќе ве подсетам дека можете целосно да бидете активни на социјалните мрежи, Facebook Црвена линија, онаму каде што може да лајкнувате, шернувате и се разбира да коментирате. Ке ве подсетам, објавени сме со темата и на Твитер, а на Инстаграм задолжително, ако не сте не заследиле, направете го тој, дајте ни го одговорот на денешното анкетно прашање, дали се чувствувате дискриминирани, што немате парно грејење, одговарате со да или не. Нов гледач во Црвена линија, добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Да, сега ве слушам, Одлично. Вие сте во Црвена линија. Прво прашање до вас, како ќе се греете оваа зима и дали... Оваа зима ќе се греам на струја, имам термопечка и благодарам на владата затоа што гарантира дека до нова година ќе има оваа цена што е сега и мислам дека мене ми одговара. Значи 80% помалку пазарната вредност, ако плаќаме да речеме 1000 денари, 1800 вредноста е таа. Јас трошев зимно време околу 2500 денари, сега би трошил, ако сум во таа втора тарифа, околу 3500 денари, што навистина ми одговара по сите оние ценовни шокови што се случуваат. Во случај доколку има рестрикции, која е вашата алтернатива, еве, дали размислувате и така? Па може би дрва, али мислам дека не верувам дека ќе има рестрикции. А се чувствувате ли дискриминирани што немате парно грејење? Не се дискриминирам затоа што не сум дискриминиран затоа што Скопје е голем град, јас кај што живеам, многу е тешко да се реализира таа идеја, а инаку за Скопјани мислам дека ќе се обезбеди парно, само имам
блиски, на кои им е потребно таа, каже го, тоа грејење и мислам дека владата тоа ќе го обезбеди. Добро, дали имате уште нешто да додадете? Па ја не знам дали уште колку време имам. Дали имам време? Готово, времето полека истекува, но секако благодарам многу што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Гледајте не, бидејќи време е за нов гледач, а тоа значи нова дискусија и еве да видиме од прва рака искуство од гледачот како планира и со што да се грее ова нова грејна сезона. Добар ден. Здраво. Здраво, Црвена линија. На што ќе се греете оваа зима и дали владата постои начин вам да ви помогне со некаква субвенција? Мене не, на социјалните случаи да му помогне и реалните социјални случаи. А јас се греам со еколошко гориво, суви дрва. Суви дрва, огревно суво дрво. Е така. Добро. Сега кажувате дека во Скопје помага владата. Па затоа јужниот сосед не вика и ден денес Скопјаност, Република Скопје. Затоа во светот не познавам држава јас, до Европа секаде сум бил скоро, вториот град да има таква разлика со главниот град. Втори град е Битола. Мислам како град. Се може како општина е Куманово, поголемо од Битола, Тетово. Како град, Битола. Каква инфраструктура? Никаква инфраструктура нема. Никогаш за Битола, автопат дали ќе има до Битола. Тоа е многу битно. И зашто не помага од Битола? Зашто од РЕК нема инсталирано парно грејење од РЕК да се искористи топлината од разватните кули? Зошто? Зошто уште пред години не се вложи во тоа? Ние имавме најевтино парно грејење. Значи треба размислат. Значи нашите полтрони пратеници колку години наназад никогаш автопат да нема до Битола. Битола Охрид со јужниот сосед поврзан ради туризам. Цениме тоа што се вклучивте и вие во Црвена линија. Благодарам многу, а сега е време да преминеме на уште еден профил, телевизија Телма, Facebook, каде што објавуваме нашата тема на Црвена линија. Има огромен број на коментари. Оние кои што подобро се чувствуваат или да коментираат, нека го направат тоа и понатаму во текот на ова издание. Еве ќе одиме со коментарот на Дејан Атанасов, кој што вели: ние другите што не живееме во Скопје ќе плускаме раце, нека има за овие во Скопје. Еве вака, и да има грејење, вели Кирил Несковски. На граѓаните ќе им ја ограничат топлината на 19 степени, за да можат овие да се ги греат кукните базени. Интересно е, имаме поприлично многу коментари. Одиме со овој на Милка Стојчева, вели: па зошто подобрувате кога ние корисниците плаќаме, а вие крадете, па после потполнувате со народни пари, па пак исто. Никола Мирјана Стефановски вели: ако има помош за Скопје, нека дадат субвенции и за другите градови. Игор Бети Димитровски вели: да ми уплати 10 кубика дрва во Шумското, во Делчево, бидејќи немам парно. Така, имаме многу коментари и во продолжение ќе ве потсетам, продолжете да не следите не само како Црвена линија на Facebook, туку следете го профилот и на телевизија Телма. Побарајте ја Црвена линија, објавени сме со темата и секако надоврзете се со ваш коментар на овие многу кои што ги имаме на денешната тема. Вклучуваме нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој добро, веднаш ќе ве прашаме како Црвена линија на што ќе се греете оваа зима и дали владата може вам некако да ви помогне. Дрва. Лака, добар ден. Значи, дефинитивно ќе биде некоја комбинација колку може нели струја, пошто ете од Скопје сум, и нешто еве дрвали, брикети ќе видиме, пошто и пелети бе некако многу поскапеа, така да се договорени. Ја би рекла сега едно друго, значи како владата може да помогне. Па сега ќе речем, значи прво, ова ми личи како договор меѓу банките и ЕВН, зашто ако луѓе што се вика еве ладно е, мора да се греат и ќе треба да земат кредити за да исплатат струја, пошто нели ќе биде скапо, мислам нема да се разбалуваат луѓето. Второ би рекла, ако знаете еве струбите, значи има и чешма и веќе што извира,
А оген всушност тоа е дека имаме метан. И сега би ги прашала веднаш како телно вие прашате дали може метанот од струмите да се искористи како газ. Значи нема да плин, ние можеби и на метан да загреваме парното во Македонија. Значи имаме избор. Тоа би рекла еве за луѓето што се нели од Битола, од другите градови, од Делчево, да збориме вака сега. Значи пари има, еве како се. Значи ця луксус, не е луксус, би рекла дека значи да соберат пари за биде поевтина струјата еве начин. Значи знаеме дека нели сами кажа лабораториите што зема нели плюс за ковид, дека има вишок 20 милиони. И сега тие вишок 20 милиони да ги пресуват во фондот за да биде поевтина струја, значи има пари. Или па би рекла еве сега би се сложил кеча многу грече, значи ако има пари, значи билетиве што се авионски нели еве сега што се патува кој што има пари, значи ќе поскапат авионските билети за малку, нели преку агенции и од тие пари зборно се субвенцира струјата, пошто знаеме дека струјата е многу битна. Ке подсетам, внимавајте секогаш на тајмерот, затоа и го објавуваме на екранот за да можете да го контролирате времето на вашето излагање. Големо благодарам и вам за вклучувањето. Ако чувствувате имате потреба да се доискажете секако завртете го повторно бројот 023076677. Отворени сме за сите оние граѓани кои што сакаат да се вклучат во оваа денешна дискусија. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Ало? Секој добро е вам, црвена линија. На што ќе се греете оваа зима, како и вам може владата да ви помогне? Јас се греам на парно, затоа што живеам во градска средина, имам стан на парно грејење. Дали сте оптимист дека ќе имаме добар старт и грејење оваа зима? Тоа зависимо од друг. А тука не се во право, затоа што ние сме затоа што е субвенционирано парното грејење. Дали тие што се греат на струја не се греат на субвенционирана струја? Дали тие што се греат на огревно дрво, што ги уништува шумите, се само нивни или и мои? Зошто сте толку неправедни со тоа? Една за Скопје... Кажете ми дали сте оптимист дека скопјани ќе имаат парно грејење оваа зима? Молим? Дали сте оптимист дека скопјани ќе имаат парно грејење оваа зима? Па не знам, би требало да има. Секоја година така држне да е, меѓутоа стално има. Би требало да има. И ние остануваме некојаш. Те имат дефект во мрежа, остануваме по 2 дена, знаеме по 3 дена да останеме без грејење, па користиме друга алтернатива. Факт е дека не е обезбеден газ и се уште не се знае ниту од каде, ниту по која цена. Да, тоа е факт. Меѓутоа, ова топланите можат да работат и на мазут. Тие имат и горилници на мазут, тоа е мала работа, може да се направи за грејење. Ако дојде до толку, више може и тоа да се направи, само што ќе има загадување. Мазотот загадува и тоа значи дека ако се ориентираме на мазот, тога Скопје повторно ќе му се вратат оние денови исполнети со голем број на честички кои што не сакаме да ги имаме нели во нашето тело, особено оние магли по кои што и како го паметиме Скопје во зимските денови. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме со нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од црвена линија. Па видите, прво сакам да ви критикувам, погрешна ви е тезата дека Скопјани, цело Скопје е проблематично за парно. Не е цело Скопје. Проблематични се аеродром, кисела вода, центар и Карпуш. Затоа што Елем енергетика ги загрева автокоманда, железара, мачари, тој до таму нема да имаат проблем со парното. Проблемот со парното е од оваа страна на Вардар, од таа страна нема проблем. Меѓутоа, друга една работа сакам да покажам. Ај сега што ќе кажеме за ова што државата ќе ги субвенционира овие 5 населби во град, во цела држава да има субвенционирано парно, а сите останати ќе ги платат реалните трошкови за грејење. Минатата година пелетите беа 300 денари вреќа. Сега се 460 до 490. Зошто државата не ги субвенционира оние граѓани што се греат на пелети како останатите, како овие од аеродром, од кисела вода и од Карпуш? Зошто државата, пазете сега, дрвата, лани беа 3.300, сега се 5.000 денара. Зошто државата не ги субвенционира овие граѓани што се греат на дрва, а ги субвенционира граѓаните на Карпуш, центар, аеродром, им дава повластена работа.
и зашто ние мора да си ги платиме реалните трошкови за грејење, а тие господа мора да уживаат во комодитетот државата да им плати субвенционирано грејење. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Ќе напоменам секако за следните гледачи кои што ќе се вклучат, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Навистина не сакаме да изгледа дека ве исклучуваме. Но оние кои што, еве, ќе повторам, се чувствуваат недоискажани, слободно направете го тоа со повторно вртење на телефонскиот број 02307 6677. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, Македонија. Добар ден и вам. На што ќе се греете оваа зима и еве кажете ми како може владата вам да ви помогне во однос на тоа? Програма. Дали се слушаме? Јас сум во програма. Да, вие сте. На што ќе се греете оваа зима? Откако памтам за себе се грееме ние така скромно, сиромашки, што би рекле работничка класа сум јас од секогаш, сиромаштија. Со дрва се грееме ние. И владата не очекувам да ми помогне, пошто таа е црвена буржуазија. Таа само гледа да укради од работничка класа, да укради од виноделци, од сиромаштите да му земи, а за себе да живеат најлуксузно како црвена комунистичка буржуазија, себични, само тие има, а другите не кумира. Е сега, ветруваја живот за сите, само мене не ми излажаја. Знам дека 95-та година ми изврка од работа со други 30.000, на улица ни изврка на работа со 20-30, месеци неплатени плати, со години неплатени придонеси. Сега тие луѓе имаат мали, мизерни пензии, што пред 20 години остана на улица, таму 30 години скоро. Е сега тие луѓе живуркаат. И сега овие не важат 2016-та, живот за сите, ама го скрија то напред, мизерен живот за сите. Со СДС на власт има само пустош, масовни геноцид, убиства на линија. Кажете ми, дали се чувствувате дискриминирани што немате парно грејење? Па да, јасно. Тие што добиваат парно без пари се во најголем дел бадијалчи администрација. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија, па на самиот почеток со што ќе се греете оваа зима и како може и вам владата да ви помогне? Па, знаете, првен поздрав од Прилеп. Голем поздрав до прилепчани. Да, го поддржувам претходниот гледач, не овој претходниот, субвенционирање во со пелетиве. Јас претходно се греевме со дрва, како и стално со тврсто гориво, ајде, сменивме на пелети, ама годинава некако пелетиве се многу. Значи достигнаа до 420 денари, лани беа 180 и до 200 денари од врејче. Сега се веќе се чувствувате ли дискриминирано, еве, бидејќи не сте на парно грејење? Моментално сум на парно, ама се двоумам дали ќе се греам со пелети или со дрва. Пошто моментално нема ни то, а се чувствувате ли дискриминирано? Ете, тоа е прашањето. Да. Не се чувствувам дискриминирано. Не се чувствувам, пошто кој може да се намести парно. Значи, то нема дискриминација во тоа. Кој како има услови, така може да се загрева, да се топли, само да има. Дали има пелети, дали дрва, дали електрична енергија, да има за народот, да има за граѓаните, за да можеме да ја поминеме зимата. А не зависно кој со што ќе се затоплува. Не е проблема во тоа, само проблема е да има. Дали дрва, дали пелети, дали електрична енергија. Јас ви благодарам на слушањето и убав ден. Убав ден, секако овој ден продолжете да го следите ово издание на Црвена линија. Уште еднаш ви се заблагодарувам. Имаме гледачи кои што еве во голем број ни се јавија, ни открија како планираат да се греат оваа зима и секако ни ги дадоа и одговорите на тоа дали се чувствуваат дискриминирани бидејќи немаат парно грејење. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Ако може малку погласно, за да ве слушнам подобро и еве да ми кажете вие како планирате да се греете оваа зима и според вас како може вам владата да ви помогне? Добар ден. Се јавувам јас од Тиквешијата и сум прилично револтирана од сите влади до сега, не од оваа конкретно. Така. Затоа што секогаш во центарот на вниманието се посочуваат главните градови.
Ги забораваат дека имаат граѓани во другите градови. Забораваат дека имаат пензионери кои што имаат по 9, 10, 11 Значи, покачувањето на тие исти пензии треба да биде барем линеарно, затоа што во старт некој има веќе повисока пензија. За да купиш дрва и се друго што ти треба пари. А сите цени за сите луѓе се подеднакви. Дали дрва, дали брашно, дали бензин, дали било што. Дали треба субвенции за грејење за сите? Апсолутно, апсолутно. Се чувствувате ли дискриминирани, еве тоа ни е прашање? Апсолутно, би рекла дискриминирани од две обврски. Пензионерски, пошто сме пензионери, и од тоа што само во Скопје се чувствува субвенционирањето. Луѓето живеат и во Македонија. Треба да го имаат на памет и за пензионерите, и за луѓето од цела Македонија. Ви благодарам и убав ден. И јас големо благодарам имам за вас за тоа што се вклучивте во Црвена линија. Сега малку ќе одмориме со реклами и ќе ги соопштиме подоцна резултатите од анкетата. Повторно сте со Црвена линија, онаму каде што ги соопштуваме денешните резултати од анкетата. Црвена линија на Инстаграм праша дали се чувствувате дискриминирани што немате парно грејење. Интересен резултат, 50% одговорија со да и 50% одговорија со не. Како и да е во овој момент, секако ќе ве прифрла малку и кај твитерџиите со оглед на тоа што Твитер заедницата и како имаше коментари на темата дали и воопшто ќе се има парно грејење и како ќе поминеме оваа грејна сезона. Реган вели, Бек вели дека нема обврска да дистрибуира топлина до корисниците на парно грејење. Зошто тогаш ние како корисници да плаќаме на фирма која нема лиценца, нема обезбедено мазут или газ. Тешко на народот со ваква власт и вакви компании. Скопјани, не ги плаќајте сметките за парно. Тука има и една дискусија интересна. Дамјанев вели, а по кој основ тогаш фактури испорачуваат за идната сезона? Шодер одговара, мислам дека основот е ако проѓе, прашање е по кој основ народот им плаќа. Еве уште еден твит секако од илузиониста, вели сите заедно ќе платиме за дел од Скопје да има парно грејење по прифатлива цена, ама луѓето пак не се задоволни. Сушност ова е ретвит на насловот на влада, граѓаните на град Скопје ќе имаат парно. И, драги мои, тоа би било се за ова денешно издание на Црвена линија. Драго ми е дека ви имаше во голем број во денешната дискусија. Очекувам истото да се случи и утре, повторно во истото време заедно со мене. Сега ве препуштам на програмата на Телма телевизија. До нашето утрешно видување ви посакувам убаво поплате. Пријатно.